се додека не се обезбедат 61 пратеници со правилник на собранието, деловник на собранието на Северна Македонија. Денеска е интерпелација на влада и до 12 часот во секој момент може да продолжи седницата кога ќе се стварат услови. Има ли реални шанси за тоа? И сега, какви се вашите очекувања? Сега јас се надевам дека ќе се стварат услови. И ово денеска што се случува е доказ на тоа што го реков кога влегов денеска во ова собрание. Кога реков дека денеска паѓа владата и најпосле граѓаните ќе се ослободат. Тоа е главната цел. Во меѓувреме, ние уште во моментот кога зборуваме, не знаеме каде е еден пратеник, кај се наоѓа. Тоа го кажувам од човечки аспект. Сите што имат хуманост и пред да бидат политичари и пратеници, без разлика како ќе гласат денеска, треба вистина да бидат загрижани за фактот што имаме само еден Facebook статус, а немаме ни глас, ни физичко присуство на господинот Кастриот Реджепи, за да најважно во моментот е тој да биде безбеден, неговата фамилија да бидат безбедни, а за тоа треба одговор да дават институциите на државата. Сметате дека не е безбеден во моментов, дека некаде? Јас предпоставувам, не можам да кажам дека дали е безбеден или не е безбеден. Но самиот факт дека денеска се зборува цел ден за еден кој е пратеник пред се, представник на народот пред се, и немаме уште во моментот немаме физичко присуство негде, или во собрание, или негде да дава изјава, мислам дека сите тие кои се сметат себе си, уште како хумани луѓе, треба да се прашуват. Чекајте, пред да зборуваме за нова власт, ново мнозинство и така натаму, дај да зборуваме дали е безбеден човек. Нели така е редот на наставите. Тоа е најважно. Пратениците, граѓаните треба да бидат безбедни. А сите тие кои аплаудират на ваков развој на настаните, мислам дека ништо хумано кај нив нема. Рековте дека до вечер очекувате да сепак да се смени ситуацијата, очекувате и Реджепи до вечер да се појави или на кој начин би се сменила? Зависи како сте сфатиле и што се сфатиле. Не реков јас дека ќе се смени ситуацијата. Моите очекувања е дека треба пратениците да одлучат според своја волја, да не бидат уценети, ако има уцена, не можам јас со сигурност да го кажам ова, само доказите кои постојат, не знам, ево да ја прашам јас, дали вие немате никакво сомнение што се случува. Во моментот кога имаме само една Facebook изјава и немаме ниту тонско да се изјасни некој, ниту физички да го гледаме негде и така натаму. Дали како човек, без разлика мнозинство 61 или 59 и така натаму. Ајде да размислуваме како луѓе, како хумани суштества. Што е најважно во моментот? Во моментот е најважно сите, па и господинот Реджепи, да биде безбеден. Тоа е најважно. Другите работи, мислам дека јас зборувам пред институцијата која треба да зрачи демократија, слобода на мислење, слобода на говор, слобода на одлучување. Треба да зрачи слобода на секој еден поединец. Замислете што се случува со граѓаните кога во домот на демократијата и на слободата ни се случуваат вакви работи. И ова не треба да биде кауза само на села или не знам на 60 пратеници, ова треба да биде кауза на сите граѓани на Северна Република Македонија.